Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Повторно кражба во Еврокомпозит, овој пат во управната зграда. Приведен прилепчанец, возел со 1,79 промили алкохол во крвта. Времето денеска сончево и потопло, викендов повисоки температури. Освен што е црковен ден, Илинден е и државен национален празник. На 2 август 1903 година избувнало Илинденското востание, организирано од внатрешната македонска револуционерна организација против Османлиската империја. Востанието започнало во Крушево, каде што е прогласено Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник, Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас, управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Додека трае откупот на домашната реколта тутун, нема да се увезува тутун од странство. Ова е една од клучните измени во Законот за тутун, кои поминаа во Собранието и веќе од 29 јули со објавување во службен весник се на сила. Целта со овие измени е да се заштити домашното производство, рече Кире Ристевски, председател на Сојузот на тутунски здруженија за Радио Пела. Една од главните цели ни беше и да воведеме и забраната за увоз на ароматичен тутун. Се дури трае откупот. И тоа веќе ми завршена постапката, ради тоа што тој дел на закон отиде по прва постапка во собрание и се изгласа. Значи, имаме изгласано во моментов забрана за тутун, за ова реколта за увоз, и тоа го правевме ради тоа што да по брза постапка ради тоа што да може да важи закон и за ова реколта. Го заштитуваме нашето производство, целта ни беше да го заштитиме нашето производство, значи за време на откупот од 15 ноември до 28 февруар да не може да се купи ни еден килограм тутун. Со поддршка на Амбасадата на Република Словенија и Фондот за развој при Министерството за надворешни и европски работи на Република Словенија, Институтот за земјоделство во Скопје ќе го развива агроекотуризмот и во Пелагонија. Синоќа во Новаци се одржа првата работилница под мотото Мојата фарма, твое рурално доживување, на која учествуваа голем број земјоделци од Пелагонија.
Ги правиме првите чекори во Македонија за развој на овој вид на туризам, кој што има голем потенцијал кај нас, рече Марија Ѓошева Ковачевиќ од Македонскиот институт за земјоделство. Проектот се однесува за агроекотуризам, затоа што сакаме малку повеќе да го потикнеме локалното население да размислува освен тоа што може да има земјоделско производство, примерно земјоделско производство, исто така може да има и дополнителни приходи, односно да има дополнителни активности на фармата, а тоа е агротуризмот. Значи агротуризмот е еден вид на рурален туризам кој што опфаќа кога туристот ќе дојде на фармата да се занимава и со некои од земјоделските активности, дали е тоа берба, дали ќе биде обработка на почвата или пак подготовка на некои домашни специјалитети и исто така во рамките на агротуризмот. За како тоа да зачуваме природата, тоа е и целта на Земјоделскиот институт, затоа и сакавме да го аплицираме овој проект, е затоа што овој туризам е базиран на еколошки принципи. Тука не станува збор дека мора фармата да се занимава со органско земјоделско производство. Вечер на унгарски танци и песни в петок ќе се одржи на 8 август 2025 од 19 часот и 30 минути на платото пред Центарот за култура Марко Цепенков. Ќе настапат фолклорниот ансамбл Ризгетош и оркестарот Фокош. Концертот, кој е повеќе годишна традиција, е дел од програмата на Центарот од меѓународна соработка, а се реализира заедно со Сдруженијето на унгарците, Теледом Македонија, Амбасадата на Унгарија во земјава и Министерството за надворешни работи на Унгарија. И двата народни оркестри имаат неколку децениска традиција. Народниот оркестар Ризгентош е основан пред 30 години. Членовите на друштвото се млади заинтересирани за зачувување на унгарските народни обичаи, култура и народни танци. Народниот оркестар Фокош е формиран во 2010 година во Бечеј, Војводина. Од полицискиот билтен. На 4 август во ОВР Прилеп, 26 годишна жена од Прилеп пријавила дека во периодот од 24 март годинава до 24 јули била измамена од едно лице за сума од 30.500 денари. Според пријавеното, лицето кое се представувало дека е од Тетово, ја довело во заблуда дека ќе ја посредува за работна виза, а откако таа во повеќе наврати му ги уплатила парите, пошто тој ја блокирал и прекинал комуникација со неја. Се работи на расчистување на настанот. На 4 август 2025 во 14 часот, полициски службеници од ОВР Прилеп го лишиле од слобода лицето АИ, 47 годишен од село Житоше, општина Долнени, постапувајќи по претходна пријава дека на 3 август годинава сторил кривично дело предизвикување на општа опасност, односно неовластено пукал од огнено оружје. Од него биле одземени пиштол застава, калибар 7.62 со 25 мм, дозвола за поседување на оружје и една празна рамка за куршуми. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Временска прогноза. Книгата може да се толкува како модел за поодговорно владење и мост меѓу теоријата и практиката. Искуството од Нью Орлеанс за мене беше инспирација и доволен мотив за создавање нова дело, кое треба да ја најде својата општествена и практична примена во функционирањето на локалната власт и зајакнување на релацијата заедница локална власт, вели Климентина Ѓорѓиевска за Радио Пела. Од полицискиот билтен. На 31 јули 2025 во 14 часот на булевар Гоце Делчев во Прилеп, полициски службеници од ОВР Прилеп го Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, август 2025.